Со доделување грантови во висина од по 100.000 денари, општина Газибаба за првпат стартуваше со поттикнување и развивање на иновативноста кај студентите. Целта е студентите рационално да го искористат своето време додека студираат и професионално да се развиваат преку овие проекти. Грантови добија 2 проекта, и тоа иновативен модуларен уред за контрола на наводнување на група студенти од земјоделскиот факултет и проектот Зелена лична карта на дендропаркот од Шумарскиот факултет. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека овие проекти ќе имаат значаен придонес во развој на општината и задржувањето на младите. Реализацијата на ваквите проекти во иднина значително ќе придонесат во развојот на општината. Газибаба како општина продолжува со поддршка на проекти за сите области. Од овие причини сакаме како општествени одговорни луѓе и јас како градоначалник да продолжиме со мотивација кон младите, се со цел да ги поддржиме нивните проекти во сите области. Веќе поддржавме 3 стартап фирми кои што ја уживаат нашата поддршка. Секако, со ова сакаме да ги мотивираме младите во осмислување и реализација на нивните идеи за решавање на невработеноста, отварање на сопствени компании, како и проекти кои што нудат семно земјоделско стопанство. Се со цел младите да не останат во општината, нивните идеи да ги препознаеме и истите да ги реализираме, се за подобро на самата општина. Иноваторите средствата ќе ги добијат во 2 дела. 50% ќе добијат пред имплементација на проектот, а другата половина откако истиот ќе биде завршен. Крајниот рок за реализација на проектите е 30 октомври оваа година. На јавниот конкурс кој беше објавен на 12 април се пријавија 3 факултета од Газибаба, и тоа Факултетот за туризам и бизнис логистика, Факултетот за земјоделски науки и храна и Шумарскиот факултет.